Од моментот, тоа е неодамна, пред 2 месеци скоро, како сум јас веде директор на оваа институција, јас потегнав некои работи кои што можеби биле заборавени, биле претходно потегнати, но уште еднаш испративме дописи како предлози во однос на реновирање на овој објект, за документација која што треба да се обезбеди, како изградба на нов театар кој што треба да биде во склопот на Центарот за култура Марко Цепенков, како доградба и надградба на Центарот за култура, но во секој случај и овој објект треба да се реновира затоа што условите навистина се под нивото за да се направи буквално една представа која што го има европскиот квалитет. Правиме муабет за премиерата која што не очекува во сабота. Исто така е испратено писмо како иницијатива на која се потпишани сите актери вработени во оваа институција за конечно делување на оваа институција од Центарот за култура, за добивање на театарот да биде еден правен субјект. Народен театар или театар Војдан Чернодрински, каде што и на влезната врата јас баш денеска го поставува името на оваа институција. Се направени многу обиди, јас мислам дека нема да запреме, затоа што и нашата енергија, желба и мотив да се случи да се направи нешто подобро за овој театар нема да не остави индиферентни во однос на секое прашање кое што на засега нас, како активни учесници и луѓе кои што се занимаваат во овој театар, а и како град кој што навистина заслужуваме едни подобри услови за театарот и еден театар кој што ќе си биде Народен театар Војдан Чернодрински. Има ли некаков фидбек до сега? Да, имаме одговор, значи тоа е нешто кое што наредно треба да се реализира. До кога ќе траат преговорите, ама и предлогот кој што го пуштивме иницијативата, јас знам дека не е само од нашиот театар испратена, тоа оди на ниво на цела Македонија, сите театри кои што се во моментов под центри за култура да дојде до нивно одделување.